Почитувани, пред една недела јавно објавивме дека директорот на јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје, Маријан Митовски, во исто време и член на управниот одбор на јавното претпријатие Улици и патишта. Но до денес немаме постапување од страна на градоначалничката Арсовска, со што се дозволува кршење на Законот за спречување на корупција и судрот на интереси. Фактичката состојба е дека Данила Арсовска, како градоначалник на град Скопје, го зазначила Митовски на две позиции. Маријан Митовски во моментот на назначување на позицијата вршител на должност директор на јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје, паралелно е носител и на друга функција, член на управен одбор на јавното претпријатие Улици и патишта Скопје. И со тоа директно се прекршува членот 44 од Законот за спречување на корупција и судрот на интереси, според кој е регулирана забрана за вршење на други дејности и во кој изрично е наведено дека избрано или именувано лице за време на траењето на неговиот мандат е должно да ги почитува правилата за неспојивост на функцијата, која ја врши со други функции или дејности утврдени со Уставот и законите. Воедно, Митовски не смеел да биде назначен за директор на јавното претпријатие Водовод и канализација, се додека е член на управниот одбор на друго јавно претпријатие на град Скопје. Имено, според ставот 4 од членот 44 од Законот за спречување на корупција и судрот на интереси, јасно е наведено дека избрано или именувано лице не може истовремено да врши функција на одговорно лице или член на орган на управување или надзорен орган во јавно претпријатие, јавна установа или друго правно лице кое располага со државен капитал. Во однос на горе наведеното, оваа представка до Државната комисија за спречување на корупција ја доставуваме со цел правилна примена на законите и со тоа ја повикуваме институцијата да постапи по овој случај, со што и на дело ќе се покаже дека заложбата на функционерите е да бидат во еднаква служба кон сите носители на јавни функции. Ви благодарам.